6 месеци по најголемата трагедија во Кочани. Половина година по трагичниот настан во кој во пожар во дискотека во Кочани животот го изгубија 62 лица, а околу 200 беа повредени. И по 6 месеци останува вечната болка и тага. Остануваат солзите во очите на родителите и надежта дека ќе има правда, дека ќе се пронајдат одговорните лица и дека нема да се дозволи да се повтори 16 март 2025 година. По 6 месеци од трагедијата нема закажано судско рочиште во Кривичниот суд. Поднесени се околу 40 приговори, а последно на 5 септември годинава се покрена обвинение против сопственикот на Агенцијата за обезбедување. Претходното обвинение обвинителството го поднесе на 13 јуни. Во него се обвинети 34 лица и 3 фирми. Меѓу обвинетите се тројца градоначалници на Кочани, поранешен министер за економија, поранешен државен секретар, раководител службено лице и помлад соработник во министерството. Меѓу обвинетите си поранешен директор на пазарен инспекторат, инспектори, собственичка на фирма која дала елаборат за употреба на објектот како дискотека, синот на собственикот на дискотеката. Но по половина година остануваат само собирите. Остануваат вообичаените маршеви низ улиците во Кочани, трогателни пораки на социјалните мрежи и болка која не се опишува со зборови. За 6 месеци целосно се промени животот во Кочани. Радоста се претвори во вечна тишина. 6 месеци поминаа, 6 месеци откако 62 ангели полетаа пред време. 6 месеци откако радоста во Кочани се претвори во вечна тишина. 62 млади животи не се безимени. 62 жртви, тоа не се само бројки. Тоа се нечии деца, нечии браќа и сестри, пријатели, соништа и иднини, што никогаш нема да се остварат. Секој од нив имал име и презиме. Секој од нив остави празнина што никогаш нема да се пополни. Не се забораваат. Тие се нашата вечна болка и нашата вечна светлина. Секој од нив беше нечија надеж, нечија иднина, нечија љубов. Денес тие не се со нас, но се во секој издив, во секоја солза, во секое срце што чука за нив, стои во соопштението на Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 Кочани. На кобниот 16 март 2025 во дискотеката Пулс во Кочани на концерт на ДНК настана пожар од пиротехника во кој присутните над 600 лица не можеа да се спасат излегувајќи низ единствената врата на објектот. Борејќи се за воздух, држејќи се за раци, обидувајќи се да се спасат повеќе човечки животи, 62 млади лица загинаа, а на 200 беа повредени.